Како што кажавме, нели, зачнавме таква тема дека буџетот за наука кај нас се нон-стоп се намалува, се крати. Така да сметам дека не треба да е работата оставена на наши раце. Сметам дека сите оние проблеми во општеството, од секоја нишка, се решаваат кога имаме развојна наука, кога имаме развојни технологии. Дали е тоа загадување, дали е тоа подобри, поопремени болници, нов кадар, мислам дека е многу неблагодарно да имаш ти млади деца, ентузијасти, што ги растеш, ги едуцираш, им даваш факултетска диплома и потоа ти заменуваат. Ние мора да дадеме додадена вредност во нашето општество да ги задржиме. А тоа мора да се случи со адаптирање на нови технологии, платформирање на ентузијасти, платформирање на нови млади лидери што го разбираат светот од надвор, што ќе носат новитети. Не можеме да бидеме нон-стоп статус кво. Мислам дека е клучно да имаме поголем ангажман и особено поголем финансиски влог и поддршка во нашиот буџет за наука. Како се најде во NASA Space Challenge? Па, јас волонтирав многу долго. Нели, тоа сакав да го направам како дистинкција, тоест да разликувам од ентузијасти што може да донесат новитети што се up to date со науката кај нас преку интернетот и вложувањето во наука, каде што знаеме дека нашите фондови или буџетот за наука нон-стоп опаѓа. Се сложувам тука со тебе, меѓутоа мислам дека сепак имаме квалитетни луѓе како Зорица, Еве или како мене, што сакаме да придонесеме и самоиницијативно. Така да се најдов преку волонтирање, исто како Зорица, јас бев еден од тие од учениците што сака да се надпреваруваат. И се надпреварував и во моите од основно во средно па и факултетски денови, и тоа го продолжив. И таа љубов кон проактивност, кон волонтирање, кон учење на нови работи надвор од твоето нели класично образование, мислам дека ме донесе чекор поблиску и се поблиску до вселенските науки, каде што сега нели сум магистрант на вселенски науки на Интернационалниот вселенски универзитет во Страсбург. Така да таквите проактивни студенти сакам да кажам дека се исклучително важни за нашето општество, затоа што тие се утрешните лидери, тие се оние што го носат тој новитет и мислам дека тие се оние што ќе ги носат тие иновации назад дома. Всушност ова е многу интересно, како една љубов која што е настрана од основното или од формалното образование кој што го имаш во моментот, станува тоа всушност професионално образование во иднина. Колку време ти требаше за да сватиш дека можеш да одиш во оваа насока? Дали уште на почетокот или неколку години учествуваше, волонтираше, па свати дека дел од Мартина може да се развива во овој правец? Ако бидам искрена, ни требаше околу 10 години јас да се пренасочам на вселенскиот сектор. Пред се вселенскиот сектор е навистина престижна и скапа едукација, престижна индустрија, каде што нели моќните држави се бореле за надмој, за превлас, за некој престиж. Така се смета вселенската индустрија и сега со новите земји членки што се во развој и има некаква си вселенска агенција или воспоставуваат некоја вселенска индустрија преку нивни развојни програми, сега го рушат тој мит и таа барира дека таа е престижна. Меѓутоа, патот да стигнеш од Македонија до магистрант на вселенски науки или пак некакво знаење или инкорпорирање во индустријата реално е навистина тежок. Мене ми требаше 10 години од 2014 натака, па може и порано да речеме, каде што навистина сакав да творам и навистина сакав да се усовршувам и моето усовршување започна преку волонтирање, преку едукација, затоа што немаше како поинаку да ја стекнам.